Добар ден и добредојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Денеска е сабота, 15 јуни, пауза помеѓу двете трки, викенд. Малку сме, мислам дека сега веќе порелаксирани, стивна онаа жестина која се создаде низ целиот свет помеѓу фановите на Формула 1, без разлика кој табор поддржуваат за онаа релативно нефер казна спрема Себастијан Фетел, иако по правилата кои постојат сега во овој момент сметам дека беше издржана. Меѓутоа, што е тука е, денеска би сакал со вас да поразговарам што е тоа што се мене лично ми смета во Формула 1 во моментов, што би сакал да се промени, како мислам дека треба да се промени, како човек кој 20 на години, повеќе од 22 години следи Формула 1 активно, како човек кој навистина го сака спортот, како човек кој копнее по оние времиња кога во недела во 14 часот немаше живо пиле на улица по Скопје, по другите градови во Македонија, кога сите бевме залепени пред телевизор, чекаме дуели да видиме што ќе се случи. Некако едноставно да го споделам сакам со вас моето мислење што е погрешно во Формула 1 и да побарам ваше мислење што мислите вие, што треба да се промени, што е добро, што треба да задржи, за да имаме еден спорт кој навистина ќе биде компетитивен и навистина ќе дозволи најдобрите да победат, а не најбогатите или оние кои вложиле најмногу пари. Да се разбереме, Формула 1 е спорт во кој доминираат финансиите и за жал од секогаш било така. Ретко кој направил некој подвиг кога некој помал тим со помал буџет успел да одземе на некој од големите титула. Последно е тоа со Браун GP, меѓутоа тоа беше шасија на Honda создадена повеќе сезони, меѓутоа Honda поради светската економска криза во 2008 година реши да се повлече, па така Роуз Браун со мала негова генијалност ја откупи таа шасија, успеа некако да го вметне моторот на Мерцедес и потоа знаеме се што се случи, историја, Дженсон Батон прва победа, прва титула, извинете, во неговата историја, меѓутоа во историјата за тимот кој подоцна стана AMG Мерцедес. Значи, почнуваме од правилата. Правилата во Формула 1 се премногу комплицирани. Просто човек или оној фан кој гледа трка чисто од недела за недела без прито да навлага многу повеќе, кој едноставно сака да седне пред телевизор, да се релаксира и да гледа на добра трка, не може да ги свати. Значи, за се можно има правила. Дури не знам што има за се можно правило, туку тие се премногу комплицирани. Човек да треба да отвори книга, да чита точка по точка, боже ме, ова некој закон, некој устав, па да видиме правила на игра и слично. Да, треба да има правила, треба да има регулација, треба да се обезбеди фер плей, фер ниво за сите играчи, меѓутоа премногу регулација, микроменеджмент на самиот спорт штети дефинитивно. Гледате дека буквално секоја најмала ситница е регулирана со строги правила. И притоа тимовите вложуваат енормно огромни средства за да можат да излезат на крај со сето тоа. И оттаму тоа повлекува и огромни финансии, поради тоа што имаме и така нееднакво ниво на игра помеѓу тимовите. Значи само големите тимови како Ферари, Мерцедес, Ред Бул, до негде Макларен, кои имаат големи буџети, можат да учествуваат во вакво првенство. Сите други тимови пливаат. Гледате колку тимови се сменија собствеништва, се сменуваат спонзори, си одат спонзори, се повлекуваат. Го нема времето на Marlboro, на Вест, на British American Racing, иако тие во некој друг формат сега повторно се враќаат преку некои други начини на маркетинг, се враќаат полека во Формула 1, меѓутоа далеко од нивото на тоа што беше. Правилата мора да дозволат блиско тркање. Правилата мора да дозволат возачите да бидат во прв план. Не може вие да го казнувате возачот ако тимот направил грешка. Со многу од моите пријатели и следбеници изминатава недела дискутиравме на Facebook коментари зашто да казните вие водач ако тимот направил грешка? Зашто возачот да биде казнат ако не издржал менувачот 5 трки? Зашто да биде возачот казнат ако кер системот или моторната единица или не знам што сакате друго кое задолжително според правилата не издржало одреден број на трки? Зашто возачот да биде казнат во трка? Зашто да не му дадете казна на тимот во поени? Зашто не му дадете казна на тимот во не знам во пари, во нешто? Оставите ги возачите да се тркаат, оставете ги тимовите да се надпреваруваат меѓу себе. На крај крајава, зашто на Фетел да не му беа одземени 5 или 10 бода од победата, меѓутоа да ја задржеше победата, значи да се качеше прв на пиедесталот, да го дигнеше пехарот, меѓутоа наместо 25 поена да добиеше 18 исто како вториот или 15, не знам.
Тоа според мене лично е пофер правило, доколку има некоја спорна ситуација да му се одземе бодови, да не ги земе сите 25, него вие да го деградирате, па пенали, па плачки по радио, па беше фал, па не беше фал, па имаше прекршок, немаше прекршок, па било фер, па не било фер. Едноставно оставете го човекот да победи. Ако има некој проблем, тогаш казнете го во бодови. Исто така и тимовите. Овие со пеналиве, мислам, е абсурдно. Сменил менувач 5 места позади. Сменил мотор 20 места позади. Вештачки се создава ситуација каде што брзите болиди одат назад, за да имаме колку 3-4 трка претркнување, кога со ДРС брзите болиди ги преминуваат спорите болиди, како не знам, некоја нова кола да премине фичо на автопат. Тоа е тркање. Такво тркање сакаме да гледаме, кога секој возач чека тактички ДРС. За ДРС-от, да, носи можност за повеќе претркнување, меѓутоа ДРС-от е нужно решение, нужно зло, затоа што самите правила кои постојат сега во Формула не дозволуваат блиско тркање. Не знам колку од вас може да ги видат споредбите на болидите од 2008-2009 со болидите од 2019, па овие болиди се практично дупло поголеми. Во тесни трки, во тесни места не се обира два болида веќе. А за при тоа на тоа и целиот ефект од потисната сила од оние ревидирање на правилата го изгубивте, затоа што повторно сега се вратија болидите со иста потисна сила, ако не и поголема, поради самиот факт што има поголема површина. И по некој автоматизам, по некој природа нештата, тоа се враќа назад. Значи не знам, ја лично не би ги казнал возачите за тимски грешки. Тоа за мене е стварно глупо. Тимот сгрешил, утнал некоја работа, казни го возачот. Сам абсурд. Тоа нешто што одсекогаш највеќе мислите, покрај финансиите што Формула 1 е плати па клати, кој има највеќе пари тој ќе победи. Еве сега гледам сакаат некој буџет од 175 милиона. Како бе вие ќе контролирате тој буџет од 175 милиона? Како ќе му кажеш ти на Ферари дека точно ќе потроши 175 милиона? Како Ферари или Мерцедес ќе докаже дека точно потроши 175 милиона? Како ќе кажеш кој инженер во фабриката работел на Ферариво, што е за продажба или работел на болидов? Ќе ги одвоите компанииве? Ќе ги одвоите вработените? Парите ќе се стават на посебна сметка? Мислам, не знам стварно. Не можам да дадам решение, меѓутоа плати па клати политика во Формула 1 ми е број 1 проблем. Број 2 проблем ми е правила, дефинитивно, прекомплицирани, микроменеджмент на најмали ситници, значи не се дозволува слобода во тркањето, не се дозволува слобода во развојот, а тоа беше суштината на Формула 1. Најдобрите возачи во најдобрите болиди. Сега гледаме дека најплатените возачи во најбогатите тимови. Исто така морам да дам една забелешка на многу луѓе што сега укажуваат на фактот дека Мерцедес бил миленик на ФИА. Молим те, луѓе. Па кај бевте кога Ферари беше миленик на ФИА? Кај бевте кога Ферари се нарекуваше, кога ФИА се нарекуваше Ferrari International Association? Кога на Михаел Шумахер му се мижеше пред очи за се? Кога на Ферари му се мижеше на очи за се? Ја многу добро се сеќавам на годините кога Ферари цела зона водеше со тракција, traction control, па никому ништо. На крај се испостави дека као не влијал на резултатите, па подвижни подови, па не знам што све не друго имаше. Па Михаел Шумахер во судар трча да го земе резервниот болид црвено знаме само за може да рипне да смени болид. Мислам, претходно Бенетон, Мекларен со степни гейт. Бидете малку реални. Тоа е една моја добронамерна критика, бидејќи јас сакам секогаш да разговарам со аргументирани факти, да има вистинска дебата, не веднаш да се плука. ФИА била сега во полза на Мерцедес. Па задниото нешто што сака ФИА е во полза на Мерцедес сега да биде, ако гледаме така, пошто првенството е тапа, Мерцедес доминира. Секоја чест за оние кои навиваат за Мерцедес и кои уживаат во секоја победа, ама релативно е досадно, не знам што да кажам. Сега видео може да излезе како еден револт. Меѓутоа и нека биде така сватено, нека биде револт. За нас фановите кои сме лојални на Формула 1, следиме 10 на 15, 20 години Формула, некои по 30 години следат Формула 1. Зашто? За секоја трка да знаеме однапред како ќе биде резултатот. И да се молиме на дожд, да се молиме на некој судар за да имаме ние интересна трка. Па нема поента тогаш. Тогаш нема поента, дај да се откажеме, не знам што да правиме. Меѓутоа, она надежта последно умира, тоа народски кажано, седнуваш пред трка, викаш, леле, има шанси, ќе биде добро, оптимиста си, гледаш на различни ситуации, како да дојде до интересна трка, ставаш предност каде што ја нема, даваш предност каде што ја нема и седнуваш и нема трка. Значи, и ова со Себастијан Фетел на вистина ја прели чашата, оставите ги да се истркаат.
Па после решавајте, одземете му боду што сакате, ама оставите го човекот на стаза. Оставите ги. Луис Хамилтон се обиде да го победи, Фетел не успеа. Сме видели милион такви ситуации. Многу мина од вас споредуваа видео во Монако пред 2 години кога Хамилтон ја скратил на шикана на излезот од тунелот и го задржа првото место, па луѓе прашуваа зашто Хамилтон не беше казнат. За тоа исто како во фудбал да прашувате зашто немало пенал или имало пенал. Различни суди, различни моменти. Значи, не знам што да ви кажам. Дефинитивно според мене буџетите, париве, Формула 1 мора на начин како да не би да плати па клати. Дефинитивно мора најдобрите инженери, најдобрите возачи да бидат први. Само така може спортот да се спаси. Казниве дефинитивно мора да се намалат и мора начинот на водење на трка мора да биде по-либерален. Мора да се дозволат блиски дуели, па ние седиме 2 сати, чекаме билдање, чекаме пит-стоп стратегии, круг по круг, десетинка по десетинка за да дојде шанса за да има тркање. Значи не може вие да го уништите момент што се билдал 60 круга, вие да го уништите со една одлука. Значи тоа е апсурд. Повторно ќе кажам, јас се извинувам на ние кои ме следат ако ова излезе како револт видео, меѓутоа на вистина има работи кои се фундаментално погрешни, погрешно поставени од самиот старт. И затоа немаме добра трка, затоа немаме тесна сезона, затоа имаме тимови кои пливаат, кои не знаат дали следната година ќе учествуваат или не, бркаат спонзори, мислам, абсурдно е. Видете една Honda, луѓе на Honda колку години пари треба да вложи за да стигне до компетитивно ниво. Како ќе привлечете вие други конструктори? Како ќе привлечете кога имате правила кои се комплицирани, НАСА полесно ќе однесе Space Shuttle во вселената него тим да влезе се трка во Формула 1. Па на Honda и треба 5 години вложување пари, фабрики, луѓе, еден тим, втор тим, трет тим за да стигне до некое компетитивно ниво и се уште се последни. Само што сега маргините се многу мали. Како ќе го беите вие некој голем друг производител да влезе во Формула 1 кога гледате дека една Honda која е најголемиот производител на мотори во светот мака мачи. Па оние глупави правила со токените кои беа пред 2-3 сезони. Па еден токен се искористил, па 2 токени се искористил. Боже мој! Да не може човек да направи промена за подобро. И тоа, пази, они си плаќаат, тоа нив ги кошта во финанси, во луѓе, во време, во пари и плаќаат пенал од тој аспект и плаќаат пенал во тркачка смисла што мора да користат токени, па ако ги искористат токени, па добиваат пенали, па тие пенали се резултираат во стартни места 30 места поназад. Се сеќавам Алонсо во Мекларен со Honda, пресметката беше во Спа една година дека треба тргне од соседното село, таму не знам 10 км подоле ако се соберат сите пенали, пошто Мекларен искористи дупката во правила и смени 5-6 моторни единици еден викенд за да може да набуда резервни делови за остатокот од сезоната. Мислам, абсурд. Дно дна, буквално. Уште еднаш извинете, ова видео се претвори во еден револт, меѓутоа тоа е навистина моето искрено мислење. Јас ја сакам Формула 1, живеам за Формула 1. Меѓутоа нештата мора да се променат. Ако наскоро не се променат нештата, мислам дека Формула 1 ќе згасне во онаа Формула 1 што ја знаеме, што ја посакуваме, ако тоа и веќе се нема случајно. Ви благодарам што ме следите, да ви се допаѓа, што режите на Формула 1 на македонски, кликнете лайк, шер, сабскрајб, коментирајте кои се вашите предлози, како се подобри Формула 1, што би вие смениле, што најмногу ви смета, па се надевам ќе имаме можност и некогаш лично да дискутираме и за некои други аспекти во Формула 1. Се гледаме следната недела, се надевам на добра трка, па како и секогаш, надежта последно умира. Поздрав!